Јас мислам дека тоа е точно, дека имаме такви доктори на науки, бивши министри, дека имаме академици. Тие не се македонци. И политичари, и председатели, и не знам што. Заради тоа што ништо не направиле за Македонија, напротив. Тие све одат кон економско, политичко разнебитување на Македонија и се прикажуваат дека сме немоćни, зависни и мораме да прифатиме некое друго име со придавки, со суфикси. Ако тоа со такво име сакаат да не внесат во Европа, тоа нема да биде Македонија, тоа ќе биде некој друг народ. Тоа е начин да ја избришат Македонија за секогаш, а за жал тие такви имаат и новинари, имаат бивши и сегашни политичари во власта упикани на секаде каде што. Тие ништо друго не прават, освен тоа со еден гаден јазик. Ние загадуваат душата, псовки разни, навреди разни, инсинуации разни, исмевање разни. Дури ако се сеќавате, бивш министер за оваа емисија Гласот на народот, најпогрден збор употреби, тоа ли е интелектуалец? Тоа ли е бивш министер или... Али не е само тој таков. Ние, ако сакаме да влеземе во Европа, и не треба баш толку да брзаме, ќе се оптеретуваме со додатни трошкови, а сега имаме уште можност да црпиме некои средства да се совземеме. Ние, ако треба да одиме во Европа, не треба со таа гарнитура. Треба Нимиц неспособен. Нимиц толку е многу неспособен, што 17 години ни фрла магла пред очи. Меѓутоа, дали Нимиц е неспособен или е виновен некој друг, што на Нимиц немаше можност и храброст да му ја каже вистината на Македонија, туку ги ставаше аргументите под тепих? Дозволете. Ни еден грк, ни еден преговарач, ни еден од Европа немаат аргументи какви што ги имаат самите македонци и треба да најдеме македонци кои што ја знаат ситуацијата, кои што правилно ќе постапат, кои што ќе преговараат од името и за името на Македонија, а не ќе преговараат... Дали се организирало